gužva pоради пијалоци. Денеска ќе зборуваме за кофеинот. Дали придобивките се вредни за цената, почитувани гледачи? Кофеинот е најраспространета, може да кажеме и најкористената дрога во светот. Приближно 90% од американците секојдневно консумираат кофеин во некоја форма. Дали навиката за кофеин е безопасна или може да создаде зависност од оваа моќна дрога? Дженис Калев Фелпс, доктор на науки, објаснува како биле на конференција за зависности, од каде што таа била гостин, преведувач, односно предавач. Наместо вообичајното кафе или чај, послужиле тој ден сокови и овошје. Лекарите биле бесни. Вели таа, добивме едни од најжестоките реакции од тројца говорници кои требаше да држат предавање. Тие едноставно одбија да ја започнат програмата, но тие не ја добија утринската шолја кафе. Спонзорите морале да нарачат специјален бокал кафе и сите моравме да седиме и да чекаме додека не се направи и донесе. Само тогаш ние би можеле да продолжиме со предавање, рекле тие. Тој ден требаше да зборувам за зависности, но гледката на која што туку бевме сведоци кажа многу повеќе од тоа отколку што можев да зборувам цел ден. Голем дел од корисниците на кофеин, почитувани гледачи, покажуваат однесување слично на зависност. Само една шолја кафе на ден може да предизвика зависност, како и симптоми кои се јавуваат кога е прекината. Кофеинот е наречен лепак за лоши навики, затоа што ги прави другите лекови, како што е никотинот, да создаваат поголема зависност. Терен на загриженост постои секако. Кофеинот е најраспространетата и најкористената дрога во светот. Во западниот свет 90% од луѓето консумираат кофеин во некоја форма на дневна основа. Американците, например, консумираат 40 милиони шоли кафе дневно или околу 3 чаши по лице. Дневниот внес за повеќе од половина американци е 300 милиграми кофеин. 30% консумираат повеќе од 500 милиграми. Главните извори на кофеин во исхраната доаѓаат од кафе, чај, газирани сокови и енергетски пијалоци. Го има и во различни количини, например во чоколадото, какао и овошни сокови со кофеин, вода со кофеин, алкохолни пијалоци, дури и гума за џвакање со кофеин. Сето тоа е достапно сега. Многу лекови, особено оние кои помагаат во губење на тежината, апчења за будност, лекови против болки, диуретици, како и лекови за настинка и алергија содржат кофеин. Иако кофеинот може да ја ублажи понекогаш повремената главоболка, редовната употреба може, почитувани гледачи, да предизвика враќање на главоболката. Збрка во метаболизмот се создава секако. Кофеинот предизвикува хаос на метаболизмот така што офрлува на хормони и на стрес во вашиот организам. Тој манипулира со допамин за брзо подигнување, но подосна може да предизвикува или да предизвика голем ризик од депресивно расположение и ментална магла во вашиот ум. Како го тоа постигнува? Кофеинот го зголемува кортизолот, хормон на стрес, чие постојано високо ниво ги влошува клучните центри за регулирање на меморијата и стресот во мозокот, хипокампусот, така наречена преводна меморија. Кофеинот користи хемиски измами за да предизвика состојба на будност и свесност што на крајот тоа води до замор и депресија. Исто како што пластичниот милионер
koristi kreditni kartički со цел да се позајмат големи суми пари кои мора да се вратат со прилично висока каматна стапка. Почитовани, а каматните плаќања се акумулираат прилично брзо со енергија и будност предизвикана од кофеин. Симптоми на повторена кофеинска стимулација и нејзино повлекување се главоболка, се појавува замор, несоница, намалена енергија, намалена свесност или будност, поспаност, депресија, тешкоти со концентрирање, нервоза и ментална магла, болки и слични на грип, гадење, повраќање и стомачни болки може да се појави и мускул вкочанетост, што ќе ве натера да сакате повеќе кофеин и да создавате таков магиевсен круг на зависност. Повторно повеќе и се повеќе. Зависноста од кофеин може да создаде уште во младата возраст, обично преку газирани сокови со кофеин. 1/4 од пијалоците што се денеска консумираат, например во Америка, се газирани сокови. Тоа е околу 600 порции од 350 грама годишно за секој маж, жена и дете. Потрошувачката кај тинеџерите е најголема, бидејќи мажите пијат околу 2 литри дневно на такви пијалоци. Мешавината од фосфорна киселина, шекер и кофеин не е добра за мозокот, коските или телото на кој било возраст. Секојдневните газирани пијалоци од 350 грама секој ден создаваат 75 чаши шекер годишно. Тоа го зголемува ризикот од дебелење кај децата за 60%, а двојно го зголемува ризикот од дијабетес кај повозрасните. Пијалоците без шекер обично имаат поголем процент на кофеин и не се успешни во контролирањето на апетитот. Едноставно, почитувани гледачи, газираните сокови ја црпат хранливоста, хранливите материи кои се важни за борба против стресот, како што се калциум, магнезиум и витамин од Б комплексот. Кревањето или кревање што дава живот, тоа се вистинските придобивки за мозокот и телото, доаѓаат од добра исхрана и начин на живот, а не од дрога или кофеин. Конзумирање на многу свеж овоше, зеленчук, интегрални житарки и мешанки во редовни оброци предонесуваат за вистинска сила и енергија во вашиот живот. Секојдневното вежбање го подига нивото на енергија и менталната будност и е моќен, силен мотиватор на расположението. Кофеинот ви го одзема длабокиот сон, што ви е потребен за да ги регенерирате вашите клетки, за вашата меморија и за имуното здравје. Пиењето најмалку 8 чаши вода дневно, што е потребно во нашиот живот, ги детоксира клетките, ја подобрува циркулацијата и здравјето на вашите органи, го намалува заморот, го контролира апетитот, помага при варење, ја подобрува будноста и го чисти целиот систем од отпад. Носете шише вода со вас и пиете многу. Пиете помеѓу оброците, така што немојте да биете жедни за време на вашите оброци. Потребно е време да се врати изгубената енергија, додека го менувате вашиот животен стил за поздрави избори. Ако сте тежок корисник на кофеин, работете со медицински професионалец и едноставно спроведите ги таа промена во вашиот живот постепено. Почитувани гледачи, Бог ја разбира нашата потреба за енергија, добро расположение и сила. Тој дал духовни принципи и принципи за начин на живот кои го зголемуваат нашиот капацитет да се справиме со нашите секојдневни животни предизвици. На заморениот му ја враќа силата, го зајакнува немокниот, вели Господ. Потребно е време за да ја вратиме изгубената сила кога сме
на пример, практикувале добри навики што ја исцрпиле физичката и менталната сила. Бог ветил, почитувани, обнова и водство, но оние што се надеваат на Господа добиваат нова сила, се креваат на крилја како орли, трчаат и не застануваат, чекорат и не се заморуваат. Видовме колку е важна чистата вода за нашиот обстанок. Исус Христос зборува за себе и за своите со овие зборови. Библијата вели вода на животот е Исус Христос, кој не повикува да ја пиеме слободно, без проблеми. Дали ќе ја пиеш Христовата вода или не, зависи од тебе и од мене.